Ви благодариме што сте со нас. Започнуваат вестите на Канал 8. Еден ден по завршувањето на првиот круг од претседателските избори се сумираат резултатите и се прават пресметки за оствареното. Според податоците што ги објави Државната изборна комисија, во 4 општини од микрорегионот, кандидатката Гордана Силјановска-Давкова е во предност од над 8500 гласа пред Стево Пендаровски. Првиот круг од претседателските избори помина, а во изборните штабови на кандидатите се анализираат постигнатите резултати и се прават калкулации за вториот круг. Податоците од пребројувањето на гласовите што ги објави Државната изборна комисија покажуваат дека во општините Кочани, Виница, Чешиново, Блешево и Зрновци кандидатката Гордана Силјановска-Давкова е во предност од 8556 гласа пред Стево Пендаровски. Во однос на гласањето по општини, во Кочани за Силјановска-Давкова гласале 8079, за Пендаровски 3905, а потоа следи Максим Димитриевски со 2062, Билјана Ванковска со 657 гласа, додека останатите кандидати заедно имаат освоено само 128 гласови. Разликата меѓу Силјановска-Давкова и Пендаровски во Кочани е 4174 гласа. Во Виница, исто така повеќе гласови освои кандидатката што ја поддржа ВМРО-ДПМН. За неа гласале 4571 граѓанин, додека поддршка на кандидатот за кој застана СДСМ и коалицијата му дале 1764 граѓани. За Максим Димитриевски во Виница гласале 1106, а за Билјана Ванковска 291 гласач. Другите тројца кандидати во оваа општина имаат под 60 гласа заедно. Во Чешиново, Блешево, за Силјановска својот глас го дале 1798, за Пендаровски 695, за Димитриевски 338, додека за Ванковска гласале 92 граѓани. Најголема разлика меѓу првите двајца кандидати е остварена во Зрновци, каде Силјановска добила 752 наспроти 280 гласа за Пендаровски. Димитриевски во оваа општина освоил 100, а Ванковска 32 гласа. Карактеристично и за овие претседателски избори е големиот број неважнички ливчиња, што остава простор за анализа и дилема дали навистина толков број граѓани не знаеле како да го остварат гласачкото право. Во текот на изборниот ден граѓаните ги пренесоа своите очекувања од новиот претседател, што се очекува да биде избран во вториот круг. Па што зна, Боже, надаме се напорно да биде, да се оправи нешто, но кој знае. Ние сме пензионери. Знаете за што се работи. Та да видиме. Да не оправат. Нада мине таа и не таа. Белки нешто ќе. Треба да излегнат, кој за кој се сака, определил се нека си гласа важно. Потребно е да искочат сите. Ова да се искористи. Сите да излегнат. Да си го искористат правото за гласање. Според изборниот законник, вториот круг од претседателските избори ќе се одржи на 8 мај, а по официализирањето на резултатите од првиот ќе почне кампањата за второто гласање. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани одржа пресконференција на која беше упатена благодарност до граѓаните за поддршката на претседателските избори. По завршувањето на првиот круг од гласањето на претседателските избори, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани одржа пресконференција. Председателот на партискиот огранок Мирче Стојков упати благодарност до гласачите кои ја поддржаа кандидатката Гордана Силјановска-Давкова. Вчера народот во Кочани покажа дека ја сака Македонија. Покажа дека го сака нашиот град и дека промените што ќе се случат на 8 мај се неизбежни. Гласовите што ги доби професорката Гордана не се гласови само на ВМРО. Тоа се гласови на народ кој не смееш да го потцениш. Народ кој сака државата нормално да функционира. Народ кој сака да исчезне хаосот во институциите. Од овде, пред штабот, сакам да упатам порака до сите наши членови и симпатизери. Честитки до сите. Славење без еуфорија и никакви провокации,
понижување и закани кон никој. Народот ни ја даде довербата во првиот круг. Не смееме да ги разочараме. Општинскиот комитет до гласањето во вториот круг ќе ги мобилизира сите капацитети кои ги има. Унијата на ветерани, Унијата на жени, Унијата на млади сили, честни луѓе и патриоти. Исто така, комитетот ги повикува сите граѓани без разлика на нивната политичка определба да ни се придружат во борбата која првенствено е насочена кон ДУИ. ВМРО ДПМН е столбот. ВМРО ДПМН е јадрото во која сите останати политички чинители и народ ќе застане, за да ја спречи победата на претходно споменатите ДУИ. Почитувани, секое седење дома, секоја индиферентност кон изборниот процес, секоја абстиненција, тоа значи директна подршка на криминалците од ДУИ и неколкумина нивни измекери кои им служат ним од СДСМ. Затоа сите масовно да излеземе на 8 мај, да гласаме за број 2, да гласаме за промени, да гласаме за Македонија. Само така Македонија повторно ќе биде твоја. Состојбата со чадењето и загадувањето од депонијата кај Бели е загрозувачка и алармантна. Од комуналното јавно предпријатие Водовод признаваат дека не се во состојба да се справат со проблемот, а решение беше побарано на последната седница на Советот на општина Кочани. Состојбата со палењето и ширењето од чад од депонијата кај Бели е загрижувачка и постојано ја деградира околината и животната средина. Комуналното предпријатие Водовод е немоќно да се справи со тоа и да најде вистинско решение. Такви се заклучоците од расправата на последната седница на Советот на општина Кочани, на чиј дневен ред се најде и информацијата за состојбата со комуналната депонија. На седницата на Советот имаше забелешки за несериозниот пристап на раководниот тим и на директорот на комуналното предпријатие за решавање на ситуацијата. Знаејќи неговата состојба, нему е грижа за предпријатието. Истиот ни има доставено во извештајот како јавно предпријатие кое се наоѓа во незавидна финансиска ситуација. Не е во состојба целосно да одговори на ново настанатата состојба со градската депонија. Значи, ние треба да се помириме дека комуналното јавно предпријатие не е во состојба и дека граѓаните на општина Кочани треба да се троват дишејќи го чадот од градската депонија. Проблемот мислам дека е дефинитивно се делумно во Водовод, односно во раководното лице, бидејќи рибата од глава смрди, ама делумно морам да кажам и во органот и во способностите на органот кој што го назначил директорот и кој што треба да ги извршува другите странични задачи кои што очигледно не ги извршува, така да Кочани е ставено во ситуација да стане регионална депонија. А при тоа имаме црно на бело тврдење дека вика не е во состојба целосно да одговори на ново настанатата состојба во градската депонија јавното предпријатие. И што треба се да чекаме? Да се молиме на Бога како индијанци кога ќе заврне да го изгасни пожарот па да подишиме 10 дена? Не ми е јасно. Значи кој ви е планот со депонијата? Не е воопшто смешна работата. Работата е алармантна и ургентна, морам да кажам. Значи подитно градоначалникот, претходниот директор и моментално актуелниот директор да седнат и да најдат начин за решавање на проблемот со градската депонија. Значи, ако е проблем у средства, мислам дека тука некаде се работи околу 20-25 илјади евра првична поставка. Мислам дека пред неколку години толку беше набавката. А покажа се успешно третирањето со алки. Дајте да пробаме. Ама ако чекаме и ништо ако не преземеме, ако има некој друг начин, окей, дајте предлог. Дајте да најдеме решение со ово. Па летото шо ќе ни се деси? Во врска со информацијата од Водовод немаше присутен представник, а образложение даде градоначалникот Лјупчо Папазов.
При тоа истакна дека се одржал состанок со Министерката за животна средина и просторно планирање, на кој се разговарало за постапката за изградба на регионалната депонија кај Свети Николе и за конечно решавање на проблемот со депонијата кај Кочани. Меѓу другото, добивме и витување дека заради констатираната состојба во самиот информација дека водовод заради дополнителните количини од соседните општини не е во можност да се справува со тие количини и да ги третира. Ќе добиеме поддршка од страна на Министерството со избор на соодветен економски оператор кој ќе ја дава услугата за третирање на депонијата. Образложението за зашто не може во овој момент да ја добиеме таа поддршка, дека не може да прават и Министерството како државен орган не може да прави измена во своите програмски работи и во планот за јавни набавки. Витувањето е или возило или економски оператор кој ќе се грижи за депонијата во Кочани. Не знам дали ќе биде истата министерка или најверојатно ќе има нов министер, ќе треба да го повикаме она што е констатирано во записникот од тој состанок да биде реализирано во периодот после завршувањето на изборниот процес. Во меѓувреме од водовод излегува со јавна информација дека во средата била запалена поголема количина автомобилски гуми на горната површина од депонијата. Веднаш била алармирана територијалната противпожарна единица од Кочани, која со едно возило и неколку пожарникари го локализирале пожарот. Настанот бил пријавен во полиција. Во спортската сала Сашо Лазарев Чапо, општинската организација на Црвен крст Кочани одржа надпревар по прва помош. На настанот учествуваа 10 екипи од училишта од Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Општинската организација на Црвен крст Кочани во спортската сала Сашо Лазарев Чапо организираше општински надпревар по прва помош, на кој се надпреваруваа 10 екипи во 3 категории: подмладок, младина и дисеминација. Во првата учествуваат тимови од основните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Учесници во втората категорија беа двете средни училишта од Кочани, а во третата се надпреваруваа сите екипи, чија задача беше да покажат знаење за работата на Црвениот крст. Надпреварот беше распределен на 10 пункта, од кои 2 за укажување на прва помош, а останатите беа за одмор и рекреација, како и за забавни содржини. Надпреварот е организиран во 10 пунктови, од кои 2 пунктови се надпреварувачки пунктови, каде што самите екипи даваат прва помош на стимулирани повредени случаи на повредени лица. Имаме еден пункт за дисеминација за Црвен крст, каде што учат основни работи за Црвениот крст и другите пунктови се пунктови за забавен карактер. Победникот кој ќе победи на овој општински надпревар ќе земе учество на регионалниот надпревар по прва помош кој ќе се одржи во Радовиш на 11 мај. Првата помош секако како активност ние цело време работиме на обуки по прва помош и за возачи и за работни организации, но и за самите училишта. И можам да кажам дека има доста голема заинтересираност кај учениците да се пријавуваат на вакви надпревари по прва помош и тоа ме радува, така што првата помош е интересна за младите, сака да научат повеќе, на овој начин учат и реално вештини како реално да си помогнат на себе или некој друг во случај на нека несреќа. Во категоријата младина и дисеминација првото место го освои тимот од средното општинско училиште Љупчо Сантов, а во категоријата подмладок првопласирани беа учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи. Во недела со почеток од 11 часот во шаховскиот клуб Кочани по трет пат ќе се одржи меморијалниот шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо. Шаховскиот клуб Кочани со поддршка од општина Кочани в недела 28 април по трет пат го организираат меморијалниот шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо во сеќавање на еден од најголемите кочански шаховски легенди, долгогодишен активен шахист и шаховски учител на младите генерации. Сите заинтересирани љубители на шахот, кои што сакаат да учествуваат на турнирот, по детални информации може да пронајдат на официјалната веб страница на општина Кочани.
Турнирот ќе се одржи во просториите на шаховскиот клуб Кочани во трговскиот центар Блок А, зграда 1, со почеток од 11 часот. На минатогодишниот надпревар учествуваа шахисти од повеќе општини кои се надпреваруваа по швајцарски систем во детска, младинска и сениорска конкуренција. Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.